Подршка остана неискористена. Повторно, 43 милиони остана неискористени. Дека не се искористени и дека ќе се искористени. Тоа е, драги мои, фискално промошено. Неуспехот на владата да ги исполни критериумите и роковите за реформи, за кои крајниот рок беше 30 јуни, ја чинеше државата директна европска подршка, која беше предвремено обезбедена, но не и реализирана. И вие се обезбедувате приходи за да прикажете затоа што не имате приходи. Тоа е реалноста. Не има приходи. Збор за сериозен чит на институционална инструментализација на независна институција за потребите на извршната власт. И затоа требаше таков УВП. Фискален централизам, кој не водејќи степта за оперативна автономија на институцијата, ја подкопува предпријатија, без простор за реинвестирање или стратешко проширување на нивни институции. Со тоа наместо да се стимулира економските кейки во јавниот сектор, кои се создаваат вредност, владата ги задушува, ги третира како извори на кеш, а не како партнери во развој. Без простор за реинвестирање или стратешко проширување на нивни институции. Со тоа наместо да се стимулира економските кейки во јавниот сектор, кои се создаваат вредност, владата ги задушува, ги третира како извори на кеш, а не како партнери во развој. Овие бројки не се само технички, тие се политички и економски. Тие говорат дека државата не отстапува од својата фискална рамка, дека и во време на глобални предизвици остануваме на патеката на одговорно трошење и паметно инвестирање. Мудро и рационално. Приходите растат, трошењето е контролирано, а приоритетите се кристално јасни. На приходната страна расходот простор и да покажеме дека економијата создава. На расходната страна спремувањето од 5,1% е директен резултат на споредени обврски по граѓаните, но без преморен раст на тековната потрошувачка. Напротив, овој раст бидејќи се за прека 5 милиарда денари за пенсии. Обезбедени се нови 300 милиони денари за капитални проекти, што значи дека не се кратат, туку се засилуваат. Второ, на таа ставка која што имаме досега се дополнителни 300 милиони за оваа намера. За високото образование. 126 милиони денари плюс инвестиции во образованието и над 80 милиони денари за подршка на спортот. Ова не се декларации, ова се факти. Ова не се ветување, туку реални буџетски подкрепени одлуки. Развојните буџетски подпрограми се тие кои што даваат слика за обезбедените финансии за реализација на сите капитални проекти. Ќе наведам неколку силни докази зошто овие ребаланси развој инженерски и реални според анализата на нормативната страна од 44 до 48. Милиони денари помост на првичното буџетско планирање. Овие средства се насочени кон изградба, реконструкција и опремување на здравствени установи, вклучително и дигитализацијата на здравствените услуги. Инвестициите се фокусирани кон подобрување на пристапот до здравствени услуги и модернизирање на инфраструктурата на јавниот здравствен систем. Повеќе од иницијалниот буџет. Во рамки на овие средства се вклучени до изградба на кампусите Финки, ФФК и комплексот Мајка Тереза, енергетски ефикасна рехабилитација на студентските домови, како и изградба и опремување на училишта и факултети широм државата. Овој пакет е еден од најсилните сигнали за сериозноста на